Вевчанскиот градоначалник Спасе Кочовски го обвинува министерот за образование за незаконско и селективно постапување. Тврди дека на 7 јули лани Шакири му ги одзел ингеренциите во образованието со образложение дека во основното училиште во Вевчани поставил директор кој немал положено директорски испит. Иако истиот може да го полага во рок од 1 година, ресорниот министер му ги одзел надлежностите и самиот спротивно на законот за основно образование на 2 пати поставил ист човек за веде директор. Тоа го направи министерот, не некој, тоа е факт, не може да се провери, не е некоја спекулација или моје некое мислење паушално. Факт е, значи таму постојат документи дека едно лице исто е назначено 2 пати поред за веде директор. Значи, ако министерот се дргнал да ги крши законите, што правиме, значи, понатака за другите лица во едно граѓани, во едно држава или општество, како сакате. За ова Кочовски поднел тужба до управниот суд, кој досега не се произнесол, а случајот го пријавил и до државниот просветен инспекторат. Откако овој обзнани дека во Струга во повеќе училишта незаконски се поставувале директори, во Министерството за образование прашавме дали Шакири ќе му ги одземе ингеренциите во образованието и на градоначалникот Мерко, како што тоа се случи со градоначалникот на Вевчани. Министерството за образование и наука со писмен допис се обрати до општина Струга со цел обезбедување на информации за сите предмети кои се актуелни во јавноста и врз основа на одговорот ќе донесеме соодветни одлуки за што дополнително ќе ве информираме. Министерот не само што треба веднаш да биде сменет, туку треба да понесе и одговорност, вели поранешниот просветен инспектор Ѓорги Илиевски. Тој ја спори и доценската титула на Јетон Шакири, кој се додека не стана министер, беше професор на Меѓународниот универзитет во Струга. Исто така треба да се прошири и за овие незаконски работи кои што ги прави Рамиз Мерко во соработка заедно со министерот за образование Јетон Шакири, кој што исто така и тоа е. Значи, морам да кажам, незаконски унапреден во наслов научно звање доцент, каде што докторирал на Тиранскиот универзитет на економски факултет и пред да му се ностифицира е назначен за доцент, што е законски пропуст. Министер за образование, кој што треба да презва чекори, е човек кој што произлегол од тој универзитет, кај што има криминални дејанија. Од антикорупцијска вела дека од 2019 до денес има 3 пријави од областа на образованието, со кои се опфатени 5 лица. За незаконското поставување на директор во основното училиште во Велешта, антикорупцијска веќе достави иницијатива за кривично гонење на градоначалникот Рамиз Мерко.